На германските гробишта во Прилеп во присуство на амбасадорите на Германија и Франција во Македонија, Анке Холштеин и Сирил Бомгартнер, беше одбележан денот на примирието од Првата светска војна и денот на народната жалост. Амбасадорите положија свежо цвеќе и одадоа спомен за сите мртви, ранети, исчезнати раселени лица, како и за жртвите на насилство и ранети лица од сите војни и сите народи. Амбасадорката на Германија Анке Холштеин истакна дека тоа што се случило не можеме да го вратиме назад, ниту пак можеме да го игнорираме, релативизираме или реинтерпретираме. Единствениот пат кој што ни преостанувал било сите заедно да се заложиме за тоа војната и диктатурата никогаш да не се повторат. Morаме со сета сила внатрешно да се ангажираме за демократија и толеранција, а надворешно за разбирање и помирување. Тоа што европските соседи и поранешни воени противници ни ја подадоа раката на помирувањето е скапоцен подарок што треба да се негува. Затоа не смееме никогаш да го заборавиме настанатото страдање. Денот на народната жалост е символ на сеќавање и момент за размислување, за емпатија и опомена, за разбирање и помирување. Тој е мост кон заедничката мирна иднина на Европа. Пред присутните се обрати и градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски, кој рече дека денеска се потсетуваме и ги споменуваме загинатите, но исто така треба да се потсетиме и дека тие времиња се зад нас и да посочиме дека денес треба да го држуваме мирот кој што постои помеѓу нациите, кои порано биле завојувани или спротивставени страни. За жал, не сите народи и нации можат да го уживаат мирот кој го уживавме ние. Се уште во светот, на повеќе континенти и во повеќе држави, секојдневно луѓето се соочуваат со насилства од различен тип. Се уште има вооружени конфликти, дури и ограничување на слободата. Голем е бројот на луѓе кои умираат, некои живеат страдајќи, а некои па се раселуваат по сите места на живење. Сите заедно да се бориме за слобода и еднаквост и да бидеме горди на мирниот соживот и одржувањето на мирот во светот. Ви благодарам. Денеска почит на овој ден во Прилеп оддадоа и голем број представници на дипломатскиот коров во земјава.